денес заедно со Министерката за животна средина и просторно планирање, госпоѓа Каја Шукова, извршивме увид во градежните работи на филтер станицата за чиста вода за пиење во Делчево. Ова е објект кој што по со најсовремени технолошки методи ќе ја преработува водата и ќе испорачува вода со висок квалитет до жителите на општина Делчево. Реализацијата на проектот е со предвиденото темпо и проектот се одвива веќе во напредна фаза. Во изминатите денови се воведе во работа и економскиот оператор кој што ќе гради фотоволтаичната централа, која што ќе биде со номинален капацитет од 250 киловолти во пикот, така што со овој капацитет би требало половина од потребите за електрична енергија да бидат обезбедени за бунарите и за филтер станицата. Досега е извршена реконструкцијата на прекидната комора под браната Олшана и реконструкција на пумпните станици во Делчево. Во тек се работите во Цвегор и Габрово, кои што се негде со реализација околу 40%. И со задоволство сакам да истакнам и да на денешната седница која што ја имавме на управниот одбор се донесе одлука и предлог до СЕКО за да биде одобрена таа одлука за проширување на проектот со нови 1,5 милиони швајцарски франци кои што ќе бидат инвестирани во изградба на нов резервоар на местноста викана Чука и реконструкција на бунарите во село Работивиште. Ова, реков, мислам дека ќе биде одобрено од СЕКО и ова е добра инвестиција, а исто така од Министерството за животна средина и просторно планирање ќе бидат обезбедени средства за реализација за реконструкција на пумпната станица во село Вирче и на водоводната мрежа, со што ќе решиме еден деценијски горлив проблем на жителите од тоа населено место. И да истакнам дека овој проект кој што се работи веќе неколку години е најголем проект во општина Делчево, низиното постоење, не само по финансиската конструкција која што ја има, туку и по суштинската вредност, со што директно обезбедуваме квалитетна чиста вода за пиење за наредните 100 генерации. Да изразам благодарност до швајцарската влада, Министерката Каја Шукова, која што се максимално вложени во реализацијата и посветени во реализацијата на овој проект. Да, ви благодарам. Јас само многу накратко, бидејќи градоначалникот веќе објасни за голем дел од активностите кои се реализираат во рамките на овој проект. Министерството и до сега и од сега ќе продолжи да финансира проекти, да поддржува фактички кофинансира проекти кои што се за добробит на граѓаните, особено во делот на водоснабдување. Ние максимално го поддржуваме овој проект и ги даваме се она што е потребно на општината за да може да го реализира проектот. Воедно сакаме да кажеме дека секогаш кога има вакви проекти кои што имаат најдобро достапни техники, особено кога ги вклучуваат компонентите на фотоволтаиците, односно да можеме сами да произведуваме електрична енергија и да не трошиме финансиски средства во таа смисла. Меѓу другото ја прави и општина Делчево една од општините кои што се секако да речеме по наводници зелена општина, внимава на тоа како ги троши сопствените ресурси и заради тоа и активно се вклучува во финансирање на проекти кои што имаат зелена компонента и во оваа смисла и одека од Делчево апелираме до сите општини да го следат овој пример и вака одговорно да се однесуваат во еднина. Со градоначалникот меѓу другото разговаравме и за тековните проекти кои што ги имаме покрај овој со општината и секако за можностите за идна соработка. Министерството секогаш останува отворено за соработки, ќе го поддржува сите проекти кои што се во рамките на надлежностите кои што ги има Министерството. Благодарам.